Општинскиот штаб за заштита и спасување денеска одржа состанок во врска со актуелните опожарувања што се случуваат изминатиот период во попладневните часови на потегот Средорек, Стари Лозје, Бавчи, па се до влезот на населбата Перочичо. Кризниот штаб донесе повеќе заклучоци, информираше градоначалникот Максим Димитриевски. Од денеска отпочнаа со заеднички патроли комуналната инспекција и полициската станица од општа надлежност со цел превенирање, но и откривање и санкционирање на сторителите, соопшти Димитриевски. Штабот донесе поголем број на заклучоци и даде конкретни напаствија на надлежни служби под надлежност на општина Куманово и барање до други институции кои што не се под наша надлежност. Конкретно лоцираме зона, критична зона во урбаното средина. Тоа е на локација Средорек, локалитет Бавчи, влезот на населба Перочичо и дополнително просторот спроти спомен Костурница, каде што често се јавува пожарување или на ниска трева или на диви депонии. Дополнително имаме и појави и откриени сторители на опожарување на отпад, кој што подоцна се користи и се препродава во отпади, или конкретно камионски, автомобилски стари гуми, каде што се вади железото, ниф оди за понатамошна продажба. Од денеска отпочнаа да работат заеднички патроли на комунална инспекција и на Министерство за внатрешни работи, полициска станица од општа надлежност, каде што ќе контролираат, ќе работат превентивно и дополнително, значи ќе ги фаќаат сторителите. Во оваа прилика апелирам до граѓаните да ги пријавуваат ваквите појави. Од друга страна, исто така апелирам до сите граѓани за да не опожаруваат на јавни и отворени места. Испративме писмо до Македонски железници да си обезбедат трасата, бидејќи на потегот Лопате Романовце, Брзак и Агино село многу често исто така се случува поради искрење на од високонапонските жици на самата железничка траса доаѓа до опожарување на тревата, кое што покрај коловозот, железничкиот коловоз не се држи во соодветна состојба, да го санираат тоа и дополнително до МЕПСО и до ЕВН во делот на далеководите и секундарната дистрибуциона мрежа, бидејќи последниот случај кој што го имавме на пожар на локација Мургаш, Кокошиње, од страна на местното население се посочува дека токму причината за пожарот доаѓа од секундарната мрежа и искрење на самите жици кои што се под напон. Дополнително дадовме насоки на јавно предпријатие Чистота да продолжи интензивно со чистење на дивите депонии на сите овие локации, но и други локации во градот. Утврдивме дополнителен број на места на овие локации за поставување на големи садови за собирање на отпад, како не би се создавале депонии. За жал, веќе некои беа поставени, веднаш беа од страна на несовесни граѓани фрлени и добар дел уништени. Побаравме од полицијата да интервенира и да ги најде сторителите и да има повисоко ниво на координација помеѓу службите. Воведоме дополнителен пункт за противпожарна контрола од страна на територијална противпожарна единица, кој што ќе биде времен пункт на едно пожарникарско возило со тим на пожарникари лоциран на спомен Костурница, како би можел во случај да се случи пожар, опожарување, да реагираат уште побрзо и физички да го следат тоа, да имаме како пункт за наблюдување на територија на градот. Се зависи од свеста на граѓаните и нивниот пристап. Доколку граѓаните се свесни дека со опожарувањето самите себе си штетиме најповеќе, мислам и ако се постигне човечката свест на повисоко ниво, можеби ќе успееме да превенираме нешто. Доаѓаме во црвена фаза на пожарите, каде што не само Куманово, туку на целата држава и прети опасност. За жал, капацитетите на Македонски шуми за делување во
шумски пожари се многу мали и многу пати нашата територијална противпожарна единица е изложена да интервенира и таму каде што другите имаат обврска, не интервенираат. Поразговараме и со раководителот на Македонски шуми да ги засилат нивните капацитети. Очекуваме и од владата да излезе во пресрет на нашето барање, да ни обезбедат дополнително во овој временски период плюс 40 пожарникари. Се надевам дека тоа барање ќе најде на разбирање кај нив и пак ќе кажам, свеста на граѓаните е најбитна. Опожарувањето на ниските треви и стрништата од страна на граѓаните, всушност можеби тие истите мислат дека прават во делот на земјоделските површини и нивната обработка добро, но прават огромна штета. Заклучокот на штабот е дека најголем број на опожарувања се случуваат токму на отворени простори каде што нема или не живее население. И баравме од МВР да има поинтензивни контроли, да обрне внимание на тоа, да задолжи дели од луѓето од инспекторатот да вршат истраги веднаш по ваквите случаи да ги пронаоѓаме сторителите. Од страна на општина Куманово и комуналните служби до сега имаме некаде околу 20 случаи каде што има фатено лица кои што создавале диви депонии, опожарувале и така натаму. Ние ги информираме МВР понатаму, но за жал сето тоа по насоки на обвинителството останува како прекршок се третира. Ке побарам во следниот период средба и со основниот јавен обвинител во Куманово. Сметам дека мора да изнаоѓаме начин да ги санкционираме ваквите сторители, бидејќи предизвикуваат општа опасност. На булеварот Трета Македонска на крстосницата кај градска пекара денеска се случи сообраќајна незгода во која учествувале две патнички моторни возила, а според првичните информации едно лице е повредено. Кумановци се сведоци дека семафорите токму на булеварот Трета Македонска честопати не работат. На оваа тема денеска говореше и градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Проблемот е што на таа точка во градот првенствено сообраќајните знаци се поставени, а дополнително и семафорите во континуитет се сервисираат, но се оштетуваат. И тоа се оштетуваат од лица кои што предизвикуваат сообраќајни несреќи, а во многу случаи во состојба алкохолизирани. И истата кога ќе се оштети, тогаш тоа е процес за да промените комплетна една сигнализација. Во последната сообраќајна несреќа беше уништен дел од таквата сообраќајна инфраструктура, но и главниот систем за функционалност и функционирање на таквите семафори. Спроведеме постапка, ја направиме денеска, слушав дека повторно штетена, жалам за тоа, но видете, кога не работи светлосната сигнализација, за кое што одлучува исклучиво МВР дали ќе се стави во функција или не, наша обврска како општина е да ја биде сервисирана и да е во функција, а регулирањето на сообраќај во нивна надлежност. Но кога не постои светлешка сигнализација, постојат знаци, задолжителност за пирање, како што се знаците кои што доаѓаат од гимназија Гоце Делчев на таа раскрсница покрај школска амбуланта и пат со предимство на минување каде што е категоријата на булеварот. И мора да дефинирам дека човечкото невнимание повторно е главниот фактор за ваквите несреќи. Инаку ние ако бараме изговори зошто не функционира светлосната сигнализација, да, точно е, но општината не може да постигне да сето тоа го сервисира колку што во континуитет во вакви ситуации се уништува. И затоа ние како општина на ваквите раскрсници, каде што постојат просторни можности, веќе одиме на решенија како кружни токови, каде што може би е позабавено движењето, но од друга страна се многу посигурни, посебно за вкрстување на улици, каде што доаѓаат улици од две категории, прва и втора категорија, како што е овој случај. Еве на прак сме да отпочнеме со работа и на четвртиот кружен ток во градот, тоа е на локација до Небоженов.
Во првите 3 месеци од годинава, јавното предпријатие Водовод евидентира загуба од над 6 милиони денари, покажува тримесечниот извештај за финансиско работење на предпријатието. Споредбено со истиот период претходната година, загубата е за 2 милиони помалку, истакна Оливер Стојмановски, ВД директор на јавното предпријатие Водовод, на денешната седница на Советот на општина Куманово. Прв квартал 25 година јавното предпријатие Водовод бележи загуба од 6 милиони 37 653 денари, што во споредба со исти период 24 година е за 2 милиони помалку, за 2,5 милиони помалку. Јас само кратко на 4 битни работи би се задржил, кои се провлекуваат цело време во изминатиот период. Значи, во овој 3-месечен период, јавното предпријатие во делот на приходи бележи зголемување од 10 милиони 800 илјади денари зголемени приходи по основа на продажба на вода и приходи од услуги кои што ги дава јавното предпријатие. Најголем проблем, како и кај сите други јавни предпријатија, е делот плати на доместоци на плати, каде што само за 3 месеци имаме зголемување од 4 милиони и 100 илјади денари во делот на законско зголемување на плати кои што беа зголемени во месец октомври со зголемување на минимална плата. Ова ќе биде уште поизразено во следниот квартал, каде што имаме уште едно зголемување на мартовска плата. Во овој период исто така имаме зголемување и во делот на потрошена електрична енергија, каде што цената на електрична енергија обично во зимскиот период е многу повисока отколку во период после мај месец до некаде септември месец. Значи, во тој дел имаме некаде зголемување на трошоци за потрошена електрична енергија околу 1.700.000 денари. Во делот на наем сум должен да го објаснам тој дел затоа што тука имаме големо зголемување. Во делот на наем се однесува на набавка на набавка на возила со финансиски лизинг. Значи тука е платено учество 20% од возилата и 3 рати од по 124.000 денари. Сметам дека и покрај тоа што приходите се зголемени, односно за околу 11 милиони се зголемени во однос на истиот период лани, сепак со ова покачување на платите не може тоа и електричната енергија не може тоа да се постигне и мислам дека за понатаму ќе треба да се размислува на централно ниво да бидат отпишани сите оние долгови кои што се влечат од 2000-те, може 20 и повеќе години и само представуваат еден терет на ова предпријатие и го влечат надолу. Така да било што колку и да изголемуваат тие своите приходи, со постојаното зголемување на платите, кое што и треба да се случува, не може да се постигне да дојдат во некаква позитива. Така да мислам дека за понатаму ќе треба да се размислува повеќе на централно ниво како да се и дали може да се отпишат, бидејќи ние еднаш баравме тие долгови да бидат отпишани по примерот на Струмичкото водоводно предпријатие, но тоа не се случи. Па така да се надам дека сега понатаму ќе има некаков сенс и ќе може некој да се помогне на ова предпријатие. Благодарам. Идните средношколци денеска согласно конкурсот за упис во средно образование ја доставуваат потребната документација до училиштата од 10 до 19 часот. Конечната ранглиста со резултатите од запишувањето и слободните места секое училиште ја објавува на 2 јули, најдоцна до 12 часот на јавно место во училиштето или на училишната интернет страница, пишува во конкурсот за упис. Ако има потреба, квалификацијско тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 4 јули, а конечните ранглисти со резултатите ќе се објават исто така на 4 јули.
На повеќе локации во Куманово вчера полициски службеници од одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово, полициската станица за безбедност на патиштата во сообраќајот Куманово и општинскиот совет за превенција спроведоа превентивни активности насловени Носи кацига и заштити го животот. Со превентивните активности беа опфатени велосипедистите, мотоциклистите и возачите на електрични тротинети. Полициските службеници преку директна комуникација им даваа корисни совети на граѓаните и им ја потенцираа важноста за носење кацига со цел да се избегнат посериозни повреди при евентуална сообраќајна незгода, а им поделија и едукативен печатен материјал изготвен од Републичкиот совет за безбедност на патниот сообраќај, во кој покрај советите за задолжително носење на кацига, опфатени се и останатите правила и прописи за безбедно учество во сообраќајот. По повод денот на град на општина Чајатина, делегација од општина Куманово, предводена од секретарот Емилија Сларидис Јаневска, беше во посета на оваа општина, објави општина Куманово. Според објавата, заедно со градоначалникот на општина Чајатина Милан Стаматовиќ подпишале меморандум за соработка со цел да се воспостави и стимулира соработката помеѓу локалните самоуправи, размена на искуства и идеи во сите сфери на општествено-економскиот живот. Општинската делегација присуствувала и на свечената седница на општината, отворање на градинка и културните настани организирани по повод свеченоста. Куманово е град на танцот, театарот и песната. Тоа го докажа Ден студиото Макс со мюзиклот Аладин во царството на соништата, представен вчера вечер пред публиката во големата сала на Центарот за култура. 250 членови на студиото Мак беа дел од театарската представа за деца и млади во режија на актерот Горан Илиќ, кореографијата на Мерлин Стојановска. Аладин во царството на соништата не е само представа, тоа е празник на детската фантазија и радост, каде што секое дете може да биде херој во својот свет на соништата, посочуваат организаторите. Кумановецот Далибор Стаменковски, кондиционен тренер во КК Куманово и персонален тренер во фитнес центарот Максфит, зеде учество на најголемиот европски самит за кондициони тренери кој се одржа во Торино, Италија во периодот од 27 до 29 јуни. Стаменковски со своето присуство на овој престижен самит го представи Куманово и ја потврди својата посветеност кон професионалниот развој и квалитетната спортска подготовка. Неговото учество на Европскиот самит представува дополнителен импулс за унапредување на кондиционата подготовка во македонскиот спорт. Дали играте Лото 7 и Джокер? Да, играм се. И тоа од 82 година па до ден денес. По кој принцип ги бирате вашите среќни броеви? Па по роѓендани, на жена, на мој роѓендан, на деца, снашка, внуци и така. Сте имале ли до сега добивка? Да, сум имал, али послаби. Мислам, на лото немам толку, а бинго кога играв поодамна, имам 2000 марки добиено. Колку често ги играте овие игри на среќа на државна лотарија? Па така, може и почесто да играм, на неколку дена да кажеме, кога излегнеме по чаршија по ова и земеме гребка, повеќе гребки играме. Кога играте Лото 7, по кој принцип ги бирате вашите среќни броеви? Имате ли некоја шема или... Па немам некоја шема, повеќе еве од имам внучиња, имам снашки, синови, мои така броеви повеќе по нивните роденини и така. Освен на продажните места на државна лотарија, вашето лото ливче може да го одиграте и онлайн на loto.mk. Државна лотарија потсетува на важноста од одговорно учество во игрите на среќа, во кои не може да учествуваат лица помлади од 18 години.